Значи констатирам дека буџетот со 12 за и 10 поддржани е прифатен. Почитувани, успеавме заедно со народот да надвладее разумот. Успеавме да го спречиме градоначалникот Жерновски и СДСМ да донесе неразумна одлука за поништување на дуповите со кои што одлуки, меѓу другото се пропишуваше црквата Свети Елена и Константин да стане дивоградба и да може да се руши. Успеавме да победи уставноста и законитоста и да не дозволиме противуставно и противзаконски да се донесат вакви одлуки кои што не се базирани на право и правен поредок и немаат никаква правна основа. Успеавме да ја спасиме градинката, успеавме таа повторно да се вметне во буџетот и да започне да се гради за да може да се оствари интересот на народот, а и децата да имаат градинка. За жал, не успеавме да ја спасиме изградбата на училиштето, за кое се залагаме, а од кое се откажа Жерновски и предвидените пари за негова изградба ги тргна од буџетот. Но ние нема да застанеме и ќе продолжиме со нашите напори за изградба на училиштето и веруваме и сигурни сме дека ќе успееме да се изгради. Впрочем, се докажа дека со вистински намери, со поддршка од народот, со чесен и одговорен пристап може да се успее. Благодариме на сите граѓани кои ни дадоа поддршка. Нашиот успех е заеднички, успехот е за граѓаните и затоа тој успех е голем. Ви благодарам. Председателот на Советот Шиповиќ кажа дека одлуката за повлекување на точките со деталните урбанистички планови била донесена во заеднички интерес, односно во заеднички договор помеѓу двете советнички групи. Значи, беше одлучено да се тргнат од дневен ред, но ние се залагаме тие одлуки да бидат скроз тргнати бидејќи се штетни и не се согласно закон. Не имаат правна основа. Дали тоа значи дека ќе се разгледуваат на наредната седмица? Тоа не можеме ние да знаеме. Ние не го закажуваме дневниот ред, дополнително ќе. Да, јас би сакал, значи тоа е легитимно право на председателот на Совет, дали ќе ги стави на наредна седница воопшто или едноставно ќе бидат тргнати од дневниот ред. Тоа е сепак негово право.